има се повеќе информации дека блиски луѓе до Зоран Заев и Венко Филипче пред година и пол биле во една европска престолнина, каде се сретнале со представник на фирма заинтересирана за изградба на клиничкиот центар и разговарале за провизии. Дали е тоа точно? Заев и Филипче да одговорат и да кажат дали и кого пратиле да разговара за провизии при изградба на клиничкиот центар, за кој сака да потрошат половина милиарда евра народни пари. Заев и Филипче да кажат доколку ова е вистина, колку пари се барани и во чие джебови тие требало да завршат. Ова е до толку посимптоматично, ако се земе фактот дека идентичен клинички центар во Белград, исто така со 1000 кревети, 20 операциони сали, ќе чини 125 милиони евра, односно 400 милиони евра помалку. Што е поразлично во Македонија од Србија? Да, еден ист објект чини 5 пати поскупо. Единствената разлика е во тоа што Македонија го има Заев за премиер и Венко Филипче за министер за здравство. Дополнително, треба да се каже дека таквиот клинички центар во Белград ќе обслужува околу 7 милиони жители, додека планираниот во Скопје само 2 милиони. Доколку Заев и Филипче сакат Македонија да добие модерен клинички центар, тие немаше да го раскинат договорот за градба на клиничкиот центар Мајка Тереза, кој ќе значеше темелно реновирање на сите постоечки клиники и изграда на нови објекти за само 120 милиони евра, што беа обезбедени од Европска банка. А имаше и проектна документација. Дополнително ќе го доврши и клиничкиот центар во Штип, кој веќе 4 години е карабина. Очигледно, здравјето и здравствената инфраструктура не се приоритет и затоа немаме клинички центар и ни се ставаат на маса понуди со мегаломански суми кои треба да донесат профит за нечи джеб. 4 години власт на Заев, 4 години уништено здравство, 4 години украден живот. Доста е.